Ја користиме Lancome Ten Visionaire пудрата, која на самото пакување доаѓа со соодветен коректор. Започнуваме со нанесување на пудра. Ја нанесуваме на повеќе точки на лицата. Оставете неколку секунди за да ја добие температурата на кожата за лицето да ја прими полесно. Кога нанесувате пудра, секогаш започнувате од центарот на лицето, движејќи се кон надворешните делови. Потоа нанесете коректор кој што е втор по редослед. Нанесете ја пудрата во прав, во поголема количина на деловите каде што лицето се масти или се поти. Вообичаено тоа е Т-зоната. Доколку имате сува кожа, доволно е да изберете течна пудра со мат финиш и да избегнете пудрата во прав. Руменилото го нанесувате на врвот на јаболкниците и со четката влечете кон ушите. За постигнување на свежина, нанесете го руменилото како основа пред сенката над превојот на окото. Започнувате со основна виолетова нијанса, што ја нанесувате по целиот горен и долен капак. Поинтензивна нијанса нанесувате по превојот на окото. Со покрупна четка изедначувате со движење од надвор кон внатре. Оваа нијанса треба да биде видлива и на крајот на окото, се на тој начин да постигнете ефект на поголеми очи. За поинтензивна, потрајна нијанса може да примените акварел техника. Пред да почнете, малку намокрете ја четката. За длабок поглед, најсветлата нијанса се занесува во централниот дел на горниот капак и под вегите. Меките моливчиња се одлични за постигнување на зачаден изглед. Избојте добро помеѓу трепките и потоа изедначете со четка. По прецизна линија над трепките прилега убаво кога сакате да искосите округли очи или истакнете очи во форма на бадам. Lancome Grandiose маскарата е вистински избор за впечатливи трепки. Изгледот го завршувате со сјај за усни.